Добар ден, благодарам што се информирате преку Слободен печат. Започнуваат вести. Со воведни зборови на одбраната денеска во судницата во Идризово треба да продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Денешното рочиште продолжува со воведни зборови на одбраната на обвинетиот Шевкет Хазири од Министерството за економија. Откако на вчерашното рочиште, одбраната на обвинетите поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, негираа вина и го оспорија обвинението, тврдејќи дека немале законски надлежности ниту фактичка моќ да влијаат врз трагичниот исход од пожарот, предизвикан од пиротехника, несоодветна за затворена просторија и употребена спротивно на законот за пиротехнички средства. На обвинителната клупа се 37 лица, сопственици, управители, инспектори, поранешни градоначалници, обезбедувачи и државни службеници. Директорот на службата за општи и заеднички работи на владата Ивица Томовски во гостување на Сител откри дека новите црвени таблички за возилата на институциите пред нивното воведување биле тестирани преку системот Safe City, пошто започнала нивна изработка. Томовски вели дека забележале проблем. Пораките за прекршоците регистрирани од системот со камери Безбеден град им стигнуваат на лизинг компаниите од кои владата ги купила возилата, поради што дел од казните одат преку нив до СОЗР. Во врска со евентуалното воведување на GPS систем за сателитско лоцирање во службените возила, Томовски рече дека ќе се почека да се види дали тоа ќе биде потребно по анализата на резултатите од Safe City. Граѓаните не треба да очекуваат каква било владина интервенција кај цените на храната пред новогодишните и божигните празници. Наспроти поскапувањата, најави вчера премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на новинарски прашања, тој рече дека каков било интервенционизам ќе значи само префрлање во другите месеци. Овој месец базната инфлација е малку поголема од претходниот месец-два и тоа претежно се должи во делот на овошјето, а делумда и кај зеленчукот. И тоа го анализираме, вели Мицкоски, додавајќи дека ќе испитаат зошто е тоа така, претежно кај берзанските артикли како шеќерот и слично, а инспекциите ќе продолжат ревносно да ја вршат својата работа. Брзите кредити треба да се стават под капата на Народна банка. Така е насекаде во Европската унија. Постои висока презадолженост кај микрофинансиските друштва, познати како даватели на брзи кредити, покажува анализата што за своји потреби ја направи компанијата за наплата на долгови EOS Matrix. Во овој сегмент недостига европската регулатива, посочува директорката на EOS, Катерина Бошевска. Народната банка во извештајот за финансиска стабилност во 2024 година нотира дека кредитирањето преку финансиските друштва е забавено, но исто така нагласува дека има ризик од презадолженост кај одредени слоеви население. Темата е на Весна Дамчевска. Протестот за поддршка на поранешните водачи на ОВК в сабота на плоштадот Скендербег во Скопје ги крена институциите на нозе. 24 часа пред и по протестниот марш будно ќе се следи секој чекор на демонстрантите, кои се очекува да дојдат од Албанија и од Косово. Премиерот Христијан Мицкоски изрази незадоволство кон владиниот партнер од Вреди Изет Меджити, велејќи дека греши што застанал зад протестот, а на политичкиот опонент и еден од организаторите на маршот, лидерот на ДУИ Али Ахмети, му порача дека протестот му служи за мобилизација на гласачите. Откако Меджити јавно го поддржа протестот, премиерот рече дека тоа најверојатно го направил под притисок на организаторите. Во организацијата на протестниот марш е организацијата на ветераните на УЧК и Ахмети. Повеќе за ова од текстот на Мариела Трајковска. Поранешниот градоначалник на Гостивар и екс-потпредседател на ДУИ, Невзат Бејта, и официјално ја потврди кандидатурата за градоначалник на Гостивар на повторените избори кои ќе се одржат на 11 јануари. Бејта како кандидат на владеачката Вреди денеска ќе ја достави кандидатурата до Општинската изборна комисија во Гостивар. Гостиварци повторно ќе гласаат за избор на градоначалник откако на изборите на 19 октомври не беше постигнат потребниот цензус од 33,33%.
целиот Западен Балкан заедно да се приклучи кон Европската унија. Ова го предложи председателот на Србија Александар Вучич во Брисел на состанокот со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и европските представници, наведувајќи дека кога ја презентирал оваа идеја на состанокот го слушале пристојно и внимателно без нешто да кажат. Тој од Брисел ја искоментира изјавата на црногорскиот премиер Милојко Спајќ, кој ја иронизираше неговата идеја сите земји од Западен Балкан заедно да бидат примени во Европската унија истовремено. Вучич рече дека не гледа никакви рационални аргументи во реакцијата на Спајќ и дека верува оти неговиот предлог е презентиран со најдобри намери. Ужас во Хрватска. Приведени се двајца осомничени во Горски Котар, кои држале 42 годишен маж во нехумани услови и го злоупотребувале додека го експлоатирале на работа и му го присвојувале имотот. Станува збор за луѓе на возраст од 28 и 30 години, а се товарат за кривично дело трговија со луѓе, за кое законот предвидува казна од 10 години затвор. Тие го сместиле човекот во приколка без основни услови за живот, додека сите приходи од неговата работа ги задржувале за себе. Му ги конфискувале и личните документи, а според полицијата наводно склучиле фиктивни договори со цел да му ја преземат семејната куќа и овоштарникот. Неколку вести од светот. Украина во партнерство со своите сојузници финализира фундаментален документ од 20 точки, чија цел е дефинирање на патот кон завршување на војната со Русија, изјави председателот Володомир Зеленски во своето видеообраќање. Според него документот утврдува конкретни и изводливи чекори, а од него произлегуваат уште најмалку два други документи, безбедносен и економски, кои треба да гарантираат долгорочна стабилност и обнова на земјата. Тој нагласи дека денеска со американските представници биле разменети клучните принципи на економскиот дел, а Европа ќе биде активно вклучена во процесот на реконструкција. Зеленски по извештајот на шефот на Киевската служба за надворешно разузнавање рече дека Русија и Кина преземаат чекори за интензивирање на соработката. Во руската историја никој никогаш не бил толку зависен од Кина, рече Зеленски. Во една од најжестоките битки од почетокот на војната, украинските сили го бранат Покровск од огромни руски сили од околу 170.000 војници, додека евакуациските патишта од соседниот Мирноград се уриваат под постојан притисок. Русија секојдневно извршува десетици напади со елитни единици, оклопни возила и мотоцикли, а веќе освои 80% од Покровск. Вчера русите ги искористија лошите временски услови за да започнат нови офанзивни операции насочени кон пробив. САД запленија танкер за нафта кај брегот на Венецуела, изјави американскиот председател Доналд Трамп, со што се ескалираа тензиите со Каракас, поток што исто така ги зголеми цените на нафтата. На прашањето што ќе се случи со нафтата, Трамп рече: "Ќе ја задржиме, предпоставувам." Кратко по неговите првични коментари беше објавена првата снимка од американските сили како го напаѓаат танкерот. Министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабелјо ги нарече САД убици, кратци пирати и саркастично се повика на филмот Пиратите од Карибите. Председателот на САД Доналд Трамп е прогласен за најмоќна личност во Европа во 2025 година во традиционалниот годишен избор на бриселскиот портал Политико на 28-те најмоќни луѓе во европската политика. Иако традиционално изборот на најмоќна личност вклучува само европејци, односно лица кои живеат или работат на европскиот континент, годинава Политико направи исклучок со оценка дека никој не извршил поголемо влијание во или врз Европа оваа година од председателот на САД. Од друга страна пак, Трамповата администрација влезе во отворен конфликт со Европската унија, претворајќи ги долгогодишните тензии околу слободата на изразување, Украина и миграциите во официјална политика на Вашингтон. Ескалацијата следува по казната од 140 милиони долари што Унијата ја изрече на платформата X на Илон Маск, откако европските регулатори утврдиле дека ја довела јавноста во заблуда, прикривала информации за огласувањето и го ограничувала пристапот на истражувачи до јавни податоци. Филмска сцена во реалноста во Калифорнија.
Трудница се породила во роботакси на пат кон болница. Таа вчера била на пат кон медицинскиот центар на Универзитетот во Сан Франциско, кога се породила во роботаксито. Компанијата Waymo соопшти дека нивниот тим за поддршка на патници открил невообичаена активност во возилото и се јавил да провери како и да го извести деветнеден. Waymo, која е во сопственост на матичната компанија на Google, Alphabet, одби да објасни како возилото знаело дека нешто не е во ред. Таксито и неговите патници безбедно пристигнале во болницата пред службите за итни случаи. Waymo изјави дека возилото потоа било повлечено од употреба за да се исчисти. Гледавте вести на Слободен печат, благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodенpečat.mk.